Добро утро на сите. Ве поздравувам во името на коорганизаторите на оваа дебата денеска, значи во името на Македонска берза и во името на магазинот Економија и бизнис. Како што знаете од поканата, тема на денешната дебата е предизвикувачка, релевантна, многу, време на ниски каматни стапки. Македонска берза веќе подолго време во континуитет се обидува повремено, но систематски да биде организатор на настани од ваков тип, дали преку нашите годишни конференции, што во последниот период ги правиме заедно со другите институции на пазарот на хартија од вредност во Република Македонија, или во нови партнерства. Денеска почнуваме со ваква активност со магазинот Економија и бизнис, да дебатираме, да заклучуваме, да даваме идеи за развој на финансискиот сектор во другите сегменти. Предпоставам дека и партнерот во денешната организација на оваа тема сака нешто да каже околу заедничката соработка. Кратко па ќе продолжиме со темата. Благодарност до учесниците на дебатата најпрвин, затоа што прифатија да дебатираме на една исклучително актуелна и важна тема. Благодарности до вас што одвоивте време и сте денеска присутни тука. Јас сум во својство на косопственик на бизнис магазинот Економија и бизнис на оваа дебата. И само ќе кажам дека ова е прва дебата во која што магазинот се јава во улога на учесник. Меѓутоа, во период кој што следи во иднина ќе следат и други дебати на исклучително важни теми. Магазинот ќе остане доследен на својата определба, да ја тргне дневната политика сосема на страна и да се фокусира на суштинските прашања, чие што решавање практично ќе го подобри животот на сите нас кои што живееме во Македонија. За оние кои што не се запознаени, ако магазинот е веќе 18 години, од вчера и веб страницата активирана, така да на www.ekonomijaibiznis.mk можете да се запознаете со содржините на магазинот. Значи, знаеме сите, гледам доста луѓе од областа на финансиите, дека сите разговори стручни, помалку стручни, кога е на дневен ред парите, финансиите се вртат околу каматните стапки, дали станува збор за вложување во банка во форма на депозит, земање кредит, инвестирање на берза во други финансиски инструменти, за време на криза, рецесија, значи каматните стапки се нешто што преовладува во сите тие анализи. Знаеме исто така дека историски, но и сега некои го доведуваат дури во прашањето етичката оправданост на постоење на каматите. Знаеме дека постојат држави во кои тоа формално е забрането, но каматните стапки ги има. Исто така во пазарните економии кон кои ние веќе повеќе од 2 децении се стремиме да се вклучиме на највисок степен, каматните стапки се нешто што е нормално, што е праведна компензација на производот на пазарот, во овој случај парите како производ, кредитите како производ, а знаеме дека некои од макроекономски аспект сметат дека преку каматните стапки може да се регулираат и контролираат тековите во целокупната економија. Но од друга страна, интерпретацијата, толкувањата на промените и причините за промените на каматните стапки се секогаш контраверзна тема. Таа контраверза произлегува од тоа, број 1, веројатно затоа што некои од тие што се обидуваат тоа да го анализираат нема доволно сознанија и не се информирани за детерминантите кои што влијаат на движењето и промените на каматните стапки, но исто така, и тоа е веројатно поголем фактор, на објективната сложеност на процесите, а такви ги има многу и за нив денеска ќе зборуваме, кои влијаат на промените на каматните стапки. Веќе неколку години живееме и глобално, и регионално, и локално во еден амбиент на екстремно ниски каматни стапки, што е историски преседан. Глобално тоа почна како обиди да се модерираат, ублажат последиците од финансиската криза. На почеток
Идејата беше дека тоа ќе трае кратко, но очигледно не трае кратко, трае веќе 7-8 години. Така да каматните стапки на главните централни банки во водечките светски економии подолго време се поблиски до нула, измеѓу 0,1 но поблиски до нула. Тоа ги афектира повеќе субјекти во економијата, но ги афектира и домаќинствата и индивидуите. Во Македонија слични процеси, може би не со таков интензитет номинално гледано, но секако тренд и за нас нов, историски преседан и овде. Се заменија оние тези во јавноста од поранешните жалби на корпорацијскиот сектор дека каматите се високи, сега веќе не се зборува за високи камати, сега се зборува за достапност на кредитите, но тоа е дефинитивно една нова промена. Денеска сме тука да одговориме на неколку прашања. Како се случи ова, какви се импликациите од ова и до кога ќе трае ова. Сакаме денеска да подсетиме за некои работи, но сакаме и да резимираме и сакаме да прогнозираме. Како што знаете од поканата, панелот денеска е составен од навистина еминентни експерти во областа на финансиите. Тука со нас е господја Анита Ангеловска-Бежовска, вице-гувернер на Народната банка на Република Македонија, господинот Патрик Житон, представник на Меѓународниот монетарен фонд во Република Македонија, господинот Александар Стојков, професор по економија на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, и Зоран Јовановски и Иван Штериев како представници на организаторите, значи Магазинот Економија Бизнис и Македонска берза. Во нашиот меѓусебен договор, примарно јас сум модератор, секундарно дискутант и обратно кај господин Јовановски. Толку за вовед, влегуваме во дебатата. Ради некои технички карактеристики на салата, а и ради темата и публиката нема превод, така да ќе одиме со господин Житон на англиски, па англиски македонски ќе оди спонтано дебатата. I did the short introductory. Mr. Jiton, I suggest to start the discussion with you, as you can definitely share with us your view and your opinion on a global angle. How come that we ended up with this environment of these extreme low interest rates? What were the reasons about that? What were the implications, whether the macroeconomic goals were achieved in the major economies? So please, the floor is yours. Share with us your views. Thank you very much. First of all, I would like to thank you and Mr. Jovanovski for organizing this event and inviting me. I apologize for not speaking Macedonian this morning, but I see a lot of friends in the room, so I think you will be kind with me if I speak English. Thank you. As you said, I would like to give a little bit of a global angle on why are we in this situation of very low interest rates, and including short-term, long-term interest rates, and is it likely to last? But I think we will touch upon this at the second stage. But and I think to understand the behavior of interest rates within any region in the world, now it's sort of easier than in the past because the markets are so integrated that you can explain by global common factors why we are in this situation in any region in the world, including ours here. And to do this, we have to take a look at the global balance between savings and investment. We have to look at the balance between the supply of funds and the demand of funds. That's what determines ultimately the interest rates. So if the supply exceeds the demands of funds, I mean, interest rates are likely to fall. And this is the bottom line. And what can we see in the recent past? We can see that since the early 1980s, so it's not a new phenomenon, it's in the early 1980s, with the interest rates of all maturities going down worldwide, they have declined. Well beyond the decline in inflation, so that makes real interest rates going down. And since the late 90s in particular, there are a few particular factors which can further explain
this decline in interest rates. First of all, and this is a phenomenon of excess of savings, right, in the world. First of all, we have the emerging countries, the emerging economies, which have seen their income growth going up a lot in the early 2000s in particular, before the global crisis. And they substantially build higher saving rates. This is in particular in China, but also in Latin America and in some other large emerging economies. So that's one factor. I mean, the increase in savings in emerging economies. And the second one is the appetite of investors worldwide for safe assets, basically bonds instead of equities. I mean, safe assets. And this also largely reflects the accumulation of reserves by central banks, but also by economic players in emerging economies. The search for safe assets, so and bonds in particular. So the more there is a search for bonds, the further the interest rate will decline. And the third explanation also is, since the global crisis, we've seen in the advanced economies, in particular in the euro area, but in others, a decline in investment, private and public investment. So an increase in savings in emerging economies, a decline in investment in advanced economies, that largely explains why interest rates globally have gone down. And so that's one thing. This is more the longer term perspective, but there is a shorter term perspective, which is the policy view, the policy perspective. What happened since the global crisis? Monetary policies did contribute a lot to the decrease in interest rates, of course. So that's the response of monetary policies since the crisis. What did we have discovered? What have we discovered since the crisis? We have discovered that the so-called zero lower bound policy rates, that means close to zero policy rates, right, can be binding, and can be binding for a very, very long time, 7 years today. For 7 years we have had these policies. And that was in the US, but also in Japan, in the euro area, in Switzerland, in Sweden, in Denmark, in most advanced economies we have this policy. And this is new. And this was thought to be theoretical in the past. But this is a very new and practical monetary policies in action. And we thought before then that if we had reached this point of very low interest rates, there would be some ways for central banks to generate expected inflation and to re-engineer the inflation and raise interest rates, but this did not happen. So we are here with a very strange situation. And it may take a long time to exit this situation, but we will talk about it maybe later. And we also have discovered that even though the policy rates of central banks are very low, there are some other ways for central banks to bring the interest rates even lower because of the problem in the economy, the lack of demand. And this is what we call unconventional monetary policies. That's better exemplified by the so-called quantitative easing that you can see in the US, in the euro area. What does it mean? That means that the central bank is buying some assets, government assets, some private assets, something which is very unusual actually, and that brings down further the interest rates. It's through the purchase of securities, the central banks can really have an impact on the yield curve, the interest rate curve, and through portfolio effects. I mean, the central banks buying this type of securities, so that has an impact on the interest rates, right? And so as a result, we ended up with the central bank providing money to a lot of different agents, I mean, which is an abnormal situation. I mean, the central bank did not provide liquidity only to banks, but also to non-financial entities, and also ultimately directly or indirectly to states, to sovereign states, which is a very unusual situation. So that raised policy questions. Should we, and what can we do to avoid hitting these so-called zero low bound rates? Is it justified to worry
very much about this situation, what we call sometimes secular stagnation. I mean, should we worry about this? What is this secular stagnation? It assumes that there is some negative feedback loop. Some depressed demands leads to lower inflation, which leads to which lower inflation leads to higher real rates, and higher real rates would lead to further depressed demand, which would lead to, I mean, it's a vicious circle. So should we worry about this? And is there any way to get out of this situation? And also, should things get better, in particular in advanced economies, I'm talking about the US, it is already the case, in the euro area, hopefully soon, should the central bank still continue to buy and sell assets on the long-term assets as they did during the crisis, or should they come back to their, I mean, traditional monetary policy, which is to act more on the short-term securities and interest rates through their policies? So, and also, should the central bank still be a sort of lender of last resort to more than banks, but to other agents? A very, very new and unprecedented role for central banks. So all these are policy questions. I'll leave it to maybe my colleague in the panel to rebound on this. But there is no straight answers to these questions. It's part of the ongoing debate of what we call sometimes rethinking macroeconomic policies, because we are really at a juncture now where, I mean, there is a lot of food for thought for macroeconomic policies. What could we do in this situation? What have we done? What could we do? Thank you very much. Thank you. Maybe before proceeding with local issues and question to our Vice Governor, maybe a brief sub-question. What is your opinion, why in Euro area this unconventional monetary policy was not accepted at the very beginning after the crisis emerged, whether it was because of more complex political decision-making process, whether without this sovereign debt crisis, this quantitative easing and decrease of rates would be a measure that will be undertaken? Maybe a brief comment on this. Yes, thank you. I think it has to do, I mean, with the institution building of the euro area. I mean, the European Central Bank is new, basically. I mean, taking from a long-term perspective. If you compare it to the US Fed, I mean, the European Central Bank is a new institution, right? So there is a learning process there. It's true that it was much more, I mean, took longer to get to this policy than in the US or than in Japan in the 2000. But and there were some hesitations because there was a large decrease in interest rates right after the crisis, and then again an increase in interest rate by the ECB in 2010-11. So there was some hesitation visibly. I mean, so ultimately, I think it's because the situation was so unprecedented. The ECB is a new institution, and you know, these types of policies were really something which were not experienced in the past. But and maybe it has to do also with the again with the situation which was not seen as being very protracted at the time. But now, I mean, after that, we saw that could be the situation for a longer time, and that more decisive actions should be taken. Yeah. Thank you. Госпоѓо Бежовска, нормално од глобално одиме на локално ниво. Значи, прашање за вас, како се формираат каматните стапки во последно време во Република Македонија? Дали овие фактори што придонесоа за глобалното окружување на ниски каматни стапки се исти во Македонија? Имаме ли некои специфичности кои дополнително би требало да ги истакнеме и какви се импликациите од ова ново окружување кај нас? Добро, благодарам. Прво да се заблагодарам многу на поканата од организаторите и навистина ми представува задоволство денес да бидам овде со вас и да дискутирам на оваа навистина актуелна тема. Зошто се каматните ставки ниски во Македонија, кои се факторите што го движат тоа?
дали се исти практично постои ли конзистентност во трендовите. Затоа го кажам прво малце, јас би го ставила ова во одреден поширок контекст. Значи, во основа ние зборуваме за една економија која е значајно отворена економија, каде што економската активност во голема мера зависи од размената на производите и услугите со остатокот од светот, и економија која што во значаен дел своите перспективи за раст ги базира на надворешно финансирање, извори на надворешно финансирање, а пред се во форма на странски директни инвестиции, нормално во услови на недоволна домашна акумулација. Во таков услов, значи ние во такви услови ние зборуваме за една економија која што по дефиниција е високо отворена економија и подложна на екстерни шокови. Во тој контекст нашата економија секако не можеше да остане имуна на надворешните случувања и ерупцијата на глобалната економска и финансиска криза, која што не погоди преку повеќе канали, секако трговскиот канал, значајниот дел од нашиот извоз, се остварува со зимите во Европската унија. Знаеме дека Европската унија беше една од зимите која што беше една од економиите која што беше највеќе погодена. Од друга страна, поради нашата финансиска изложеност кон остатокот од светот и зависноста од финансиските текови и каматните ставки на глобалните пазари, исто така ние бевме погодени преку финансискиот канал. Значи, забележавме значајно продлабочување на трговскиот дефицит во 2008 година, значајно забавување на странските директни инвестиции, кои што се клучен фактор за поддршка на растот на македонската економија. Забележавме висока неизвестност која што резултираше во висок раст на преференциите за штедење во девизи наспроти домашното штедење, што е сосем еден друг контекст и кој што секако не одговара за спроведување на адекватна монетарна политика. Целиот овој неповолен амбиент резултираше и со значајно забавување на кредитната активност. Значи, ние во 2008 година кредитната активност забави за 30% поени. Ако претходно растеше во просек околу 30%, во 2008 забави на 3%. Точно фактот дека продолжи да расте за разлика од многу други економии каде што се забележа контракција на кредитната активност, целиот овој сет на фактори резултираше и со контракција на економската активност, иако контракцијата кај нас во 2008 година, во 2009 година, бидејќи тогаш се чувствува со одредено задоснување, нормално се јавуваат ефектите, беше 0,5% поени, што една од зимите со најниска контракција во рамки на Европа. Но сепак беше контракција, а ние сме економија која што и треба раст, на која што и треба раст со многу позабрзани стапки за да може да оствариме приближување и конвергенција кон европското ниво, затоа што сепак нивото на доход во нашата економија е пониско. Во ваков контекст, значи, како и останатите централни банки и Народната банка на Република Македонија се најде во ситуација да презема голем број мерки кои што беа насочени кон обезбедување стимулативни монетарни услови. Што значеше тоа? Сепак, генерално би кажала дека интензитетот, тајмингот, видовите на инструменти кои што ги користеа централните банки многу зависи од специфични фактори во економиите. Прво, значи, колку во предкризниот период економиите има акумулирано нерамнотежи, слабости. Значи, економиите се соочува со големи слабости, нерамнотежи, прекумерен раст, значи, просторот за реакција беше многу мал. Од друга страна, исто така, многу зависеше како се однесуваа макроекономските политики, монетарната, особено фискалната политика, дали тие делуваа проциклично, бидејќи во периодот пред кризата имаше голем раст. А во такви услови по дефиниција фискалните политики треба да штедат, а не да трошат, затоа што за да имаат што да трошат во периоди кои што следат. Зависеше секако кондицијата во која што се наоѓаше финансискиот систем, монетарниот режим, значи не исто дали имате режим на таргетирање на инфлација, каде што во основа зборуваме за независна монетарна политика, условно кажам, не мислам политички контекст, да не ме сватите погрешно, или пак имате монетарна политика која што базира на одржување на стабилен курс на денарот, каде што клучен приоритет е состојбата во девизните резерви, значи девизниот потенцијал, затоа што мора да имаме доволен девизен потенцијал за да ние спроведуваме политика на стабилен девизен курс. А доколку тоа не е така, апсолутно невозможно да се спроведу. Значи во овој контекст сака и Централната банка, значи презема бројни мерки за релаксирање. Основната каматна стапка, а тоа е каматната стапка на благајнички записи, кој е основниот инструмент на Централната банка, почнувајќи од втората половина на 2009 година, континуирано се намалуваше.
и се сведе на историски најниско ниво, а тоа е 3,25%. Секако паралелно со со намалувањето на основната каматна ставка, како што спомена и господинот Житон, и нашата Централна банка превземаше голем број други нестандардни мерки, затоа што се најдовме во една ситуација, многу невообичаена историски ситуација. Преземавме, значи, нестандардни мерки кои што беа потаргетирани, фокусирани на одредени сегменти. Во тој контекст можам да ја споменам мерката која што беше насочена кон поддршка на извозниот сектор, каде што банките кои што кредитираат извозен сектор се стимулирани, се ослободуваат од врската за ослободување на задолжителна резерва доколку го кредитираат извозниот сектор или енергетскиот. Добро, некој може да праша зошто баш извозниот енергетскиот, секако тоа е поврзано со фундаментите на нашата економија. Како што спомнав, ние сме високо отворена економија, каде што извозот и увозот се над 100% поени, значи на еден начин осудени сме на извоз и зависиме многу од екстерното окружување. Значи тоа е структурен сегмент кој што е многу значен за тоа што се случува и колку доход ние креираме во нашата економија. И второ, енергетскиот сектор, кој што е многу значаен сектор. Ако се погледне трговскиот дефицит, практично во просек 1/3 до 1/4 од трговскиот дефицит е енергетскиот трговски дефицит. Секако ние не располагаме со природни ресурси, меѓутоа можеме да преземаме мерки за ублажување на особено во доменот на електричната енергија, потаму беше и фокусот на тој сегмент. Значи, секако Централната банка презема многу мерки во оваа насока. Основната цел на овие мерки беше олеснети монетарни услови во насока на поддршка на кредитниот раст и опрвувањето на економијата. Банките од своја страна, сега сепак нели може Централната банка да презема мерки, но може да нема трансмисија кај банките. Анализите покажуваат, доколку ги погледнеме податоците, дека сепак имаше солидна трансмисија на сигналите од монетарната политика врз банкарскиот систем, паралелно со намалувањето на основната каматна стапка во нашава економија, се намалува и активните и пасивните каматни стапки во банкарскиот систем и достигна, можам да кажем, историско ниски нивоа. Просечната, например, активна каматна стапка е околу 7%, што е намалување во споредба со предкризниот период некаде околу 3% поени. Предкризен, мислам, 2008 година. Пасивните каматни стапки исто така, значи, се намали во просек во моментов просечната пондерирана пасивна каматна, значи каматата на штедењето изнесува околу 3%. Ова се податоците за денарските каматни стапки, меѓутоа слични трендови се забележуваат ако ги пратиме девизните каматни стапки. Секако трансмисијата кај девизните пасивни каматни стапки е многу помала, што и природно и логично, бидејќи девизните пасивни каматни стапки многу повеќе зависат од екстерни фактори отколку од домашни, мада не значи дека не зависат и од домашните и нема трансмисија од монетарната политика врз девизните. Има, меѓутоа интензитетот е помал. Сепак кај девизните каматни стапки мислам дека значајно беше и тоа што девизната актива на банките стана многу помалку приносна во услови на глобален пад на каматните стапки, така да намалените приноси на страната на активата резултира и со намалување на пасивните девизни каматни стапки кај банките. Значи, тоа е состојбата во моментот. Сега повеќе го објаснив кризата и влијанието на монетарната политика во комбинација со глобалните фактори. Меѓутоа, ако погледнеме малце, се вратиме малце поназад, значи не беше реакцијата само на монетарната политика од 2009 година, тригер да речам за ова намалување на каматни стапки. Практично подолгата временска серија на податоци покажува дека трендот на каматни стапки во македонската економија беше отпочнат од поодамна. Значи, ако пред 15 години активните каматни стапки изнесуваат 20% поени, пасивните каматни стапки изнесуваат 10% поени. Значи, трендот беше отпочнат, а зошто? Тоа е повеќе поврзано со структурни фактори, структурни промени во економијата, значи се зголеми штедењето, депозитниот потенцијал, што беше врзано и со долги години на одржување на макроекономска стабилност. Значи, имавме стабилен курс, стабилни приноси, државме солиден распон меѓу штедењето во денарите и девизите.
Така да истовремено влезот на странските финансиски институции вроди со поголема понуда на финансиски производи, поатрактивни финансиски производи. Ноу-хауто во финансискиот сектор во основа се зголеми, значи сите тие структурни фактори влијае уште во претходниот период, значи кај нас да биде присутен тој тренд на намалување на каматните стапки. Може би само уште да споменам дека иницијалната реакција на Централната банка во периодот на кризата беше затегање на монетарната политика, затоа и спомнав дека ние почнавме со релаксирање од втората половина на 2009 за разлика од други централни банки, и причината за тоа беше одредената наша лимитираност или предодреденост од постоењето на стабилниот курс на денарот, бидејќи во тој период високата неизвестност, првата реакција беше висока неизвестност и притисоци врз девизните резерви. Меѓутоа, со мерките што ги преземавме, состојбата се стабилизираше и отвори простор за акомодативна монетарна политика понатаму. За сега тука би застанала. Да, објаснување, експликации темелни, детални да ни даде подлога да продолжиме дебатава. Значи, и глобално би рекол од искажувањата на господин Житон имавме предтекст, значи промени во светски рамки на обемот на штедење, на навиките на инвестирање, имавме после и промени на каматните стапки уште предизвикани од тоа, и онда имавме контекст, голема финансиска криза, каде што реагира на овој неконвенционален начин монетарните власти. И во Македонија, би рекол, има и предтекст и контекст, со тоа што предтекстот е повеќе врзан со сите овие структурни промени, што после 10 на 15 години од транзицијата почна да се чувствуваат, и потоа реакција заради сепак забележената контракција макроекономска. И сега сето тоа, нели, глобално, локално, сега да идеме надолу по хиерархијата, како тоа се ефектира кај одделни групи економски субјекти, значи имаме, нели, сектор на компаниите, кој ова ново окружување ги тангира од двете страни. Сите компании ги тангира во делот на финансирање и на тековното работење и на стратешките бизнис планови. Кај некои од компаниите кои имаат вишок, тоа ги тангира и во делот на пласирање на тие вишоци. Ги имаме вториот сектор, нели, домаќинствата, физичките лица, и нормално го имаме целиот оној сектор на финансиски посредници, и тоа не само банките, туку и сите други финансиски посредници. Така да, сега дебатата бија одвеле во тој правец. Тука се со нас професор Стојков и Јовановски. Може би да почнеме од домаќинствата, од секторот население. Професор Стојков, може би на таа тема. Благодарам. Се согласувам дека ниските каматни стапки се глобален феномен и дека во моментов светот е презаситен од штедење. Познатата теза на Бен Бернанке, World Savings Glut. Некои понови студии говорат дека во Централна и Источна Европа околу 75% од движењата на каматните стапки се предизвикани од заеднички фактори, глобални фактори, додека 25% се должи на домашни специфики. Во Македонија ниските каматни стапки најнапред предизвикаа многу голема нервоза кај банкарите, затоа што тоа значи закана за нивниот профит. Првото што тие го прават во такви услови е да се обидат нервозата да ја пренесат кај штедачите, преку намалување на пасивните каматни стапки. Бранот нервоза се манифестира меѓу другото и во тоа што некои штедачи се толку незадоволни од приносите на штедење, што во моментов расте поборувачката за закуп на сефови. Сметаат дека е можеби поопортуно да ги чуваат надвор од финансискиот систем, отколку да чекаат премногу ниски приноси. Од друга страна, тие не би се префрлиле, најголем дел од нив, во вложување во акции, затоа што
беа изгорени од големата рецесија, каде што претрпеа големи загуби по 2008 година. Па така во моментов финансискиот имот на еден просечен македонски граѓанин се состои од 60% депозити, 10% акции, 10% се средства на пензиските фондови и 16% се полиси за животно осигурување. Тоа е најбрзо растечкиот сегмент во финансискиот сектор на Република Македонија. Најмногу радосни во целава ситуација се разбира се кредитокорисниците и новите должници, бидејќи се многу поволни каматните стапки. И сега да, каматните стапки се ниски, но не за секого. Дури јас мислам дека не за 50% од македонските домакинства. Зошто? Да зборуваме малку за црвените каматни стапки или каматните стапки на дозволени пречекорувања на трансакцијски сметки, минуси на трансакцијски сметки и минуси на кредитни картички. 570 милиони евра се минуси на трансакцијски сметки и кредитни картички. И зад тие минуси се крие живот на црвено за околу 50% од македонските домакинства. Што значи дека не уживаат тие толку во придобивките од ниските каматни стапки, затоа што тие се уште многу високи. Минусите на трансакцијските носат 11,25% најчесто, односно 3,25% референтна каматна стапка плюс 8% поени. А на кредитните картички се 10,4%. Кажете им на на голем процент од граѓаните дека се ниски каматните стапки. Нема да се согласат за тоа. Едно од можните решенија, според мене, е да се лимитираат банките, затоа што заедно со Србија имаме највисоки каматни стапки на дозволените пречекорувања во регионот, па и пошироко. И сметам дека треба се направат интервенции во Законот за облигациони односи, конкретно член 266А, кој што им дава на банките да наметнуваат, би рекол, толку високи лихви, не камати како што во моментов ги нарекуваме. Според тоа, вистинските проблеми, да речеме, за голем процент од македонските домакинства не дозволуваат уживање во овие ниски каматни стапки, иако за многу од нив би било подобро да земат потрошувачки кредити отколку да влегуваат во минуси. За сега толку. Да, благодарам. Дефинитивно Александар отвори еден друг аспект, валиден дефинитивно, и мислам дека тоа и отвара простор за организација на нови дебати во смисла на тоа колку се креираат и зашто не се креираат доволно работни места, зашто е нивото на плати такво какво е, каков е менталитетот на трошење, затоа што сето тоа оди како објаснување зашто е волку голем процент од население кој мора да иде со црвени каматни стапки. Тука се корпорациите, тука се финансиските посредници, идат или тие во минус или они имаат други предизвици? Мислам дека се случува драматична промена во главите на луѓето, во смисла на тоа што тие имаат како кумулирано сознание за тоа какви биле работите во минатото, што се случува сега се обидуваат да разберат и се обидуваат да предвидат што ќе се случува во иднина. Во тој контекст, мислам дека ние влегуваме во една зона каде што светот се воспоставува нешто што на американците викаат new normal. Значи ќе се воспостави нешто што ќе биде ново нормално и сето она што го знаеме како наследство од минатото практично нема да важи за иднината. Мислам дека во тој контекст и глобалната финансиска криза ја направи таа пресвртна точка. Јас ќе ви кажам една, значи мала една дигресија. Јас вчера разговарав со професор
мислам, тој е голем бизнисмен, а професор на Kellogg школата за менеджмент од Чикаго во Америка. И човекот ќе дојде во Скопје за големиот македонски економски самит в средината на ноември, исклучителна личност. И тој вели вака, неизвестноста, Хери Кремерс се вика, неизвестноста ќе остане таа која што се соочуваме сега, затоа што технологијата и комуникациите го променија светот. Во тој контекст, кога светот ќе се соочува со зголемена неизвестност, тоа по автоматизам значи дека многу потешко ќе се планираат идните активности, како населението, така бизнис секторот. И сега прашањето е во таков амбиент, што прави македонскиот бизнис сектор? Прво мене на некој начин јас ќе очекував, односно поинаку да го формулирам тоа, на денешната дебата да има повеќе представници од бизнис секторот. Значи зборувам повеќе представници баш онака од компаниите. Ова не е прашање ексклузивно за финансискиот сектор, па разговараме сега за каматните стапки, онака во затворен круг. А не дека не беа поканети. А не дека не беа поканети. Значи ова е исклучително важно прашање за бизнис секторот. Во тој контекст, теоријата вели дека во време на ниски каматни стапки, особено ако знаете дека тоа ќе потрае, тоа е времето кога треба да го ширите бизнисот. Тоа е времето кога треба да инвестирате, бидејќи трошоците тогаш ќе бидат најниски за ширење на бизнисот. Само еден податок, значи некаде до средината на оваа година во Америка беа издадени корпоративни обврзници некаде во износ од околу 600 милиарди долари. Зборуваме за корпоративни обврзници со investment grade. А во истиот период, преку 200 милиарди долари обврзници се издадени со онака junk bonds. Значи сите и оние кои што имаат рейтинг и оние кои што немаат рейтинг се обидуваат да го искористат моментот. Да ги заклучат практично како што велат американците ниските каматни стапки со тоа што ќе издадат обврзница на 10 години, со каматната стапка која што за денешни услови ќе биде многу поволна, ама за нив ќе важи 10 години. Прашањето е, ќе се одважи ли сега некоја од компаниите македонски во овој момент да го прошири својот бизнис со издавање на еврообврзница? И тоа е за мене практичниот аспект на денешната дебата. Јас мислам дека околностите се создадени такви, бидејќи ова ќе потрае и во следната рунда, да речем, на дискусија и веројатно ќе го објасниме зошто, бидејќи ова ќе потрае, моментот бизнис секторот треба да го искористи, бидејќи тоа е win-win ситуација. Од една страна, приносот таа обврзница ќе го носи и тој ќе биде, ајде да речеме, двојно поголем од она што е денеска просечна каматна стапка пасивна, што дојува штедачот со тоа што штеди, а од друга страна, таа каматна стапка ќе биде заклучена за компанијата за 10 години и утре и да се зголемат каматните стапки, таа го има тоа. Јас разбирам дека за бизнис секторот е полесно работењето со банка, се разбира секогаш. Меѓутоа мислам дека пониско од ова каматните стапки нема додат. Мислам дека тие или ќе останат нова ниво, или може да започне процес после неколку години, тие да почнат да се движат нагоре. Јас само би додал нешто за ова Александар што го кажа за секторот население. Традиционално во Македонија луѓето со години, со децении се чувствувале најсигурно кога парите им се во банка. Традиционално, и кога имало и кога немало пософистицирани финансиски производи каде да се вложат. И јас тоа го разбирам. Не е само во работата во каматата, работата и во сигурноста што ви дава фондот осигурување на депозити и сега парите ви се сигурни. Меѓутоа, претпоставувам дека неформално барем, добар дел од вас, на дневна основа се среќаваат со луѓе кои што не зборуваме за просечниот македонец.
Не зборуваме ни за оние кои што се на врвот според примањата. Зборуваме за оние кои што се некаде над просекот, а под врвот. Луѓе кои што досега си ги ставале парите во банка и си добивале некаков принос. И тој бил добар принос. Мислам, пристоен принос. Сега со денарски депозити, просечна каматна стапка од 3%, на девизните депозити се и пониски, зборуваме за долги рокови. Сега, предпоставам и вас, луѓе ве запираат на улица и викаат, што да правам сега со пари? Ова каматава, чувствуваат луѓето дека тоа не е тоа што треба да го добијат како принос. И во такви околности, психолошки моментот, луѓето кои што ја чувствувале сигурноста на депозитот во банка, сега треба да размислат и да донесат одлука. Ќе извадат дел од тие пари и ќе отидат ли на берзата да направат нешто што ќе биде малку похрабро, малку поризично, ама ќе им донесе и поголем принос. И може да биде win-win ситуација, корпоративниот сектор да се охрабри и да го искористи моментот. Не можат сите во корпоративниот сектор во Македонија да го направат тој да издаат обврзница. Ама има компании кои што можат. И ја верувам дека тоа и за имиџот нивен на крајот на денот ќе придонесе. За сега тоа. Така, со предпоставувам во твојата елаборација спомна еврообврзници корпорациите, мислеше веројатно на сите видови обврзници, чисто само да кларифицираме и така натаму. Сега вака, бидејќи сме тука нели заедно како организатори и сега логично е дека слушнавме од глобално ниво како изгледа тоа, како на локално ниво за земјата Народна банка гледа на работите, секторот население, корпоративниот сектор, и се разбира дека не може оваа дебата да биде дебата и на оваа тема ако ние не слушнеме како времето на ниски каматни стапки практично се одразува на македонската берза. Дали на нашата берза се случуваат истите работи кои што се случуваат и на берзите во странство, и практично дали тука се случија некои поместувања кои што бака се вредни за да се истакнат, така што да. Па нашата берза, нашиот пазар на хартија од вредност и повеќе и помалку и другите регионални пазари, но за разлика од оние периоди на берзанските бумови во регионот, кога образецот на движење на сите пазари во регионот беше буквално ист, сега последниве години гледаме некакви дивергенции, некакви разлики, и ние во тој дел имаме многу по-ниска динамика. Значи, директниот одговор на ова прашање што се случи во ова окружување на ниски каматни стапки со пазарите на капитал во регионот и кај нас е дека се демантираа сите и теоретски и емпириски постулати што се случува со пазарите на хартија од вредност кога имаме ниски каматни стапки во економијата. Така да и од историски примери што се случило и од литература, секогаш главната опасност од таквото окружување дека ќе дое до така наречени меори, до asset bubble, дека сите ќе се ради бркањето на поголеми приноси ќе одат во други алтернативи за вложување, дали се тоа хартија од вредност, каде што берзите се инволвирани, дали се тоа колективните шеми за инвестирање, сите видови на фондови, дали се недвижностите, дали се благородните метали. Сега нормално јас пред сек би се осврнал на хартиите од вредност, па спорадично и на колективните шеми за инвестирање. Значи тоа кај нас во Македонија, повеќе и помалку и во регионот, рекол кај нас уште понагласено, не се случува. Што отвара многу прашања зошто не се случува, и бидејќи сепак темата се ниски каматни стапки, јас нема да одам во детали околу тоа што се проблемите или факторите што влијаат на понудата на пазарот на хартија од вредност, на побарувачката, затоа што многу често сме ги дискутирали, но јас сега за оваа прилика би издвоил неколку побитни повторни од страната на понудата и од побарувачката. Значи што се случува во секторот на компаниите во овие услови кога се ниски каматните стапки. Спомна и господин Житон, спомна и господин Јовановски околу корпоративните обврзници. Ќе го покрием и тоа, но дозволете ми сепак да прокоментирам нешто и околу акциите, бидејќи ако следиме секако онаа дебата компании, банки, зашто нема кредити, има ли добри проекти и така натаму, еден од аргументите на банкарите, и тоа е
веројатно сосема прецизен и точен, е дека сепак во поголем дел од македонското стопанство на ниво на компании нема доволна капитализираност на компаниите. Така да во одреден временски период и да расте компанијата, банките почнуваат да имаат дали регулаторни, дали деловни некакви ограничувања со ново кредитирање, што ќе каже дека во регионот во Македонија процесот на докапитализирање на компаниите преку издавање, меѓу другото, тоа е еден од начините на нови акции, IPO и така натаму, мора да се случи за да излеземе бар кај дел од компаниите од овој магиотен циклус, дека нели кредити нема проекти, значи мора некогаш да се обратат компаниите им кон пазарот и во услови на ниски каматни стапки, кога се бараат алтернативи за вложување на вишоците, колку да во Македонија процентуално во населението и во корпоративниот сектор нема толку многу вишоци како во некоја просечна западноевропска земја, сепак ги има. Покажуваат тоа некои индикации, па вклучително и некои денови на берзата каде што тоа може да го почувствувате со следење на тргувањето. Значи латентна побарувачка има. Повеќе работата конечно се надмина оној страф од губење на контрола во компаниите и така натаму, но ова време, особено ако потрае, ќе зборуваме на крај прогнози колку ќе трае, секако дава можност уште полесно да привлечете некого во добра компанија кога прави IPO. Друга работа е, веројатно забележувате, IPO нема, а има повеќе или помалку латентно откупи на сопствени акции, што е тема што не се дискутира толку многу во јавноста, што ќе каже дека во дадени моменти компаниите некако наоѓаат средства да одат на откуп на сопствени акции. И тука е пак потребно да се промени тој менталитет, при што кога збориме ние од берзата за овие IPO и така натаму, ние секако не сметаме дека тоа може да бидат масовни процеси во вакви мали економии, но во вакви мали економии како што се сите во регионот, да имате 1 до 2 IPO-а годишно, тоа е веќе еден процес кој за мајацот ќе го пушти. Во делот на сопствените акции, тука веројатно треба во даден момент да се ревидира и целата таа регулатива, што е дозволено, како е дозволено и така натаму. Особено затоа што тоа продажбата на сопствените акции уствари има третман на нова емисија, тогаш повторно парите би требало да се вратат во компанијата и така натаму. И трет дел овде во компанијскиот сектор што е битен да се коригира, да се промени на подобро, за да се искористи вложување при ниски каматни стапки во акции да биде поатрактивно, е околу водењето, консистентноста и транспарентноста на дивидендните политики. Значи, во нашето окружување нема многу компании прво што имаат редовна, конзистентна дивидендна политика. Значи, од 115 котирани компании, сега не ме држите за збор, али јас би рекол едно 10 перманентно исплаќаат дивиденди, при што, ако гледате нивните проспекти при котацијата, ако гледате нивните стратешки документи што ги носат на собрание на акционери, нема баш лесно да најдете каква е долгорочната или среднорочната дивидендна политика на некоја компанија, затоа што нели посебно за секторот на население, но и за другите вложувачи би требало барем да има некакви рамки во кои они ќе планираат, во кои компании ќе вложуваат и како да ги препознаат тие нели компании што пред се од нив се очекува дивиденда, а не толку раст на цената на акциите. Околу инвеститорите, сега ги анализиравме компаниите, сега да ги анализираме инвеститорите. Прво, неколку бројки, не знам колку сте запознаени. По некои последни податоци што ги имаме на берзата, вкупно во Македонија има 84.000 акционери во сите акционерски друштва. Тоа е некаде околу 4% од вкупното население. Од тие 84.000 акционери, 80.000 се физички лица. 95% од акционерите во моментот во Македонија се физички лица. Сега, ако гледате овие статистички податоци со некои други земји, во овие земји кај што е најразвиен акцијскиот дел на пазарот на капитал, САД, Швајцарија, Јапонија и така натаму, оваа бројка се движи 20 до 30%, а овие по-конзервативните континентални европски земји, значи Австрија, Германија, таа иде до 10%. Значи и тука гледаме дека се уште акционерството е
последица од приватизацијата, при што тој вкупниот број се намалува, 2005 овој број од 84.000 акционери до 120.000. Но во МБИ 10, значи во 10 акции во индексот, тој број се зголемува. Значи во МБИ 10 моментално има околу 18.000 акционери во сите 10 компании, значи нешто под 1% од популацијата, но има нагорен тренд за разлика од овој вкупниот број. Така да има некоја мала критична маса на индивидуи кои препознаваат дека овие десетина веројатно најликвидни акции што ги имаме, се нека меѓутоа тоа е све во многу мала динамика. Се спомна лошата колективна меморија од намалувањето на цените драстично 2007-2008 година. Тоа се психолошки моменти, тие се и фактички моменти, луѓето имаат дал пресметковни, дал реални загуби и во компаниите, финансиските посредници, но веројатно некогаш ќе мора да дојде до некаков ментален свич дека тоа ќе мора да се заборави, затоа што тоа не може вечно да трае, некогаш ќе мора да се направи некаков потек на повторно превзимање на ризици, ако сакате поголем принос нормално. Новинарите прашуваа околу лежарини во Србија, негативни каматни стапки, веројатно тоа нема да се случи во овој регион, но и околу нула е доволно лошо. Треба инвеститорите да почнат да имаат пореални и објективни очекувања и не да ја доживуваат берзата како место за брза заработувачка и оној термин скопски, нели, играм на берза, значи вложувањето на берза не мора персе да биде играње на берза. Тоа се покажува во однесувањето на цената на пазарот непосредно пред исплатата на дивидендите. Ланската година можете да најдете со анализа неколку компании што имаат дивидендни приноси сосема пристојни наспроти нивото на каматните стапки. Значи имаше компании што и дури до 10% дивиденден принос можевте да обезбедите. И повторно не негираше нашиот пазар визави теоријата, каде што во такви случаи непосредно пред оној датум на пресек на дивидендата треба цената да расте. Ако имате вие каматни стапки у банки што се, не знам, 3-4%, а имате дивиденден принос за некој ден со вложување 10%, треба цената расте. Цената не растеше на тие компании. Во некои анализи што ги правевме, образложението е па добро, јас ќе купам, ќе го добиам тој принос, ама одма после ќе ми падне цената, па али пандан на тоа и у банка кога ќе орочите годишно, вие чекате една година за главницата, така не ви расте веднаш, а барем овде го зимате, нели, однапред дивидендата. Така да има тука доста психолошки моменти кои треба да се расчистат. Нашите компании, инаку, сега во минатата недела на конференција на Загребачка берза во Ромин, имаше панел кај што се представуваа сите регионални пазари, ако ги гледате аналитички по сите овие коефициенти, price earnings, price to book, значи наоѓате негде каде што има преценети, но има и доста подценети, има доста потенцијали, само треба таа внимателна селекција и малце превземање на некој ризик и по други очекувања. Во делот на обврзниците, што е исто така многу актуелна тема во ова ниво на каматни стапки, прво во Македонија знаеме вистински корпоративни обврзници нема издадени. Имаше неколку обврзници кои ги издаваа и банките, имаше некои варијанти у корпоративниот сектор врзано со AFC, кредити и така натаму, меѓутоа баш права корпоративна обврзница нема издадено. И ако сега вице-гувернерката кажа активните камати стапки во банките како сток се, нели, околу 7%, меѓутоа тука претпоставам се и non-performing loans стајани кои што влијаат доста, така да по мои сознанија prime rate во банките да речеме некаде околу 5% сега во моментот. Ако имате пасивни каматни стапки, да речеме, и ако имате добра преговарачка моќ, околу 3% да добиете во последно време, ми се чини дека се отвара простор за корпоративна обврзница не само на ниво на теорија, него и на ниво на математика финансиска. Значи, веројатно, ако некој издаде обврзница со, не знам, со 4,5-5,5, би било доста интересно. Сега се отвара прашањето на бонитетот на таа компанија. Сега Законот за хартија од вредност се промени. Многу детално и позитивно е уредено издавањето на хипотекарни обврзници, така да тоа е исто голем момент кој што може да придонесе корпоративните обврзници да се појават на пазарот. И друго, мислам дека компаниите велат, добро, па ја можем за слични стапки да добијам кредит брзо.
Меѓутоа, како да не сваќаат дека можеби некојаш е добро да не си толку зависен од некоја банка. Затоа што со корпоративна обврза сепак ти диверзифицираш кој се те кредитира, посебно кој јавна понуда. И тоа може исто да биде згодно за некои компании во својата животна фаза, може да биде поевтино, така наликува. Големо прашање и тука треба ние на пазар на капитал да видиме околу трансакционите трошоци уште еднаш, бидејќи должничките инструменти се многу поосетливи, чувствителни на трансакционите трошоци. Тоа е околу корпоративните обврзници и многу накратко две работи у две реченици кои се исто многу битни за развој на финансискиви инструменти, нови или постојни, во услови на ниски каматни стапки. Специфика во Македонија е постоење на така наречени прилагодливи каматни стапки. Значи, знаете, унилатералното право кој договорно банките го основаат, кога прават должничко доверителни услови, дека тие, нели, зависно од кредитната политика, одлуки и така натаму, може да ја променат каматната стапка. Сето можеме да го толкуваме на две нивоа. Во делот на ова што господин Јовановски го кажа, локирање на каматните стапки, ако остане вакво окружување кај што банките одат со прилагодливи каматни стапки, веројатно по-перфектен тајминг за издавање на корпоративни обврзници нема, затоа што при ниски каматни стапки може да издадете долгорочна обврзница, каде што ќе ја локирате каматна стапка денес и нема да биде можно, нели, унилатерално доверителот да ви ја промени каматната стапка за година дена, за 2 години и така натаму. Друга работа е што постоењето на прилагодливите каматни стапки по наше мислење на некој начин врши помала пресија да се издаваат во Македонија нови финансиски инструменти. Зборувам за структурирани производи, зборувам за некои други инструменти кои во услови кога сите треба да се хеджираат поради промените и вариациите на каматните стапки, во други економии почесто се издаваат. И сосема на крај, мислам дека посредно, но битно влијание има не комплетно либерализираниот девизен режим. Односно, нели, во Македонија, освен дел од финансиските институции, секторот на население и секторот на корпорации не може да инвестира надвор од земјата. И сега, кога имате вие ваква ситуација на ниски каматни стапки, на таква и таква понуда на пазарот на харти од вредност, ако е либерализиран девизниот режим, веројатно ќе речете, добро, дај да ги видам и сите други алтернативи што ми стојат на располагање надвор од земјата. Овде тоа ради тие нормативни забрани не може и веројатно прави да нема нови финансиски производи, да нема толку иницијативност, толку проактивност, така да веројатно и тоа треба да се преоцени во контекст на темата на денешната дебата. Така да тоа било вака. Јас еднаш само ќе земам зборка малку повеќе. Тука мислам да приземеш. Да, сега да преидеме понатаму. Во условите на ниски каматни стапки, повторно и емпирија и теорија, можат да се идентификуваат субјекти во економијата кои се погодени позитивно или кои се негативно погодени. Така да предлагам да продискутираме околу тоа. Штедачи, оние што живеат или плаќаат кирија, корпорации, така натаму. Има ли опасности, еве да го преформулирам тоа, ако овој период остане уште многу долго и глобално и локално, каде ги гледаме евентуално опасности? Не знам тука кој би сакал да зборува, може ли? Добро, јас по генерално од аспект на Народна банка и од системски аспект би се осврнала на ова прашање. Значи, како што и досега беше кажано, каматните стапки во глобални рамки се на исклучително ниско ниво. Практично, ако погледнеме сега, каматните стапки се уште пониски од пикот кога беше глобалната финансиска криза. Значи, трендот на намалување постојано продолжува и сега дебатите во глобални рамки нормално е да се фокусираат на ова прашање. Добро, дали овој тренд ќе продолжи понатаму и до каде може да оди? Ние знаеме дека некои централни банки воведоа и негативни каматни стапки. Се во функција на поддршка на растот, нормално кога инфлацијските движења, значи потиснати инфлацијски движења им даваат простор на централните банки тоа да го прават.
И сега во што е генезата на ваквите дискусии на крајот на криштата, што е проблемот гледано од системски аспект. Значи за момент да се абстрахирам од одделни економски субјекти во економијата и да гледам системски. Значи што е проблемот со ниските каматни ставки во економијата? Затоа што по дефиниција тие значи треба да се поддршка и да стимулираат раст, економски раст. Значи во основа ниските каматни ставки треба да се одраз на макроекономските фундаменти во една економија. И сега прашањето е дали ние овие ниски каматни ставки се одраз на висок обем на финансиски средства кои што се на располагање, значи има понуда, меѓутоа нема доволна побарувачка. А зошто нема доволна побарувачка? Веројатно одразувајќи циклични фактори, значи се уште анемичен раст во глобални рамки, нема доволна побарувачка. А особено нема побарувачка затоа што она што е проблемот што се дискутира во глобални рамки, а особено во Европска унија, заостануваат инвестициите. Значи ние ако ја погледнеме структурата на растот во многу земји, значи инвестициите изостануваат, а се знае суштината на каматните ставки е врзано во голема мера и со инвестициониот циклус во економијата. Сега дали прашањето застанува само тука? Значи, бидејќи ако е тоа би значило дека каматните ставки се на еден начин на некое ново еквилибриумско ниво. Значи, таа е понудата, таа е побарувачката и каматните ставки се едноставно одраз на моменталните случувања во економијата. И сега проблемот друг е што може би ова ниско ниво, значи сега поаѓаме тезата дека имаме нови, нели, може да имаме различни мислења во однос на тоа, но ако имаме ниски каматни ставки, кои се ризиците и дали овие каматни ставки стимулираат поризично однесување. Значи генерално не зборам за македонската економија во контекстов, бидејќи ниските каматни ставки во основа значат зголемен апетит за преземање на ризик по дефиниција во теорија, за да може да се оствари одреден принос. Во основа каматните ставки, оваа состојба со каматните ставки генерално негативно ги погодува нето штедачите во една економија, а од друга страна позитивно ги погодува нето должниците. Меѓутоа пак она што е важно, една иста работа кај двата субјекта е што стимулира преземање на ризик. Сега, значи, од една страна, има позитивни монетарни услови, ниска каматна ставка, банките глобално имаат ликвидност, вклучително и кај нас, значи има доволна ликвидност, меѓутоа со вакви ниски каматни ставки, кои можеби се под некој еквилибриумско ниво, тоа значи стимулира преземање на поголем ризик, што во други ситуации би се преземал, затоа што прениската, зборам доколку е прениска каматната ставка, значи тоа значи дека номинално некој кредитобарател сега станува квалитетен и кредитоспособен, а во суштина, кога ова не би биле нормални каматни ставки, не би бил. И сега тука прашањето на балансот и на рамнотежата не едноставно се подлече црта и да се каже тоа е тоа состојбата. Меѓутоа дилемите тука се фокусираат. Ако се погледне глобалниот извештај за финансиска стабилност на Меѓународниот монетарен фонд, јасно е дека се апострофира овој ризик, дека каматните ставки долго време на глобално ниво се ниски. Главниот ризик на ниво на систем е дека стимулира поголемо превземање на ризик. Не се случува во сите економии, слушнавме за нашата, меѓутоа глобално се случува. Има економии што има голем раст на одредени видови на актива, вклучително берзата, недвижниот имот, значи кај што се гледа повторно креирање на бабул. И сега поентата е, добро, и во предкризниот период, значи немаше инфлација, тоа беше период на стабилни ставки раст, немаше инфлација, монетарните политики беа акомулативни, генерално, меѓутоа се креира проблеми во финансискиот систем, кои што ескалира во 2008 година. И сега ризикот е, значи глобално, да се види дали ваквите ниски каматни ставки, особено ако продолжат вака да бидат, дали ќе креира ризици по финансискиот систем. И мислам дека тоа е вака структурни макроекономски гледано клучното прашање. Се разбира, има разлики од економија до економија, многу специфични фактори, меѓутоа тоа е главниот ризик и во теорија. Мислам тоа е прашањето.
Кај штедачите исто, значи, генерално тоа стимулира поголем апетит за ризик. Можеби не кај нас, но во други економии стимулира. Се влегува во поризични финансиски инструменти, се прашање колку штедачот како штедач е едуциран да навистина може да има доволни познавања за да влегува во такви инструменти или не. Особено погодени субјекти од ваквите состојби на ниски каматни стапки се потенцираат сите оние субјекти кои што имаат долгорочни обврски, например пензијските фондови, сегментот осигурување на живот и каде што главниот инструмент на вложување е во инструменти со фиксни приноси, бидејќи во моментот тие фиксни приноси се многу ниски. Значи, се е прашање од кој агол се гледа, меѓутоа, она што е важно е за регулаторите и за носителите на макроекономските политики, мислам постојано да се следат сите овие аспекти и се разбира доколку се забележат одредени слабости навремено да се реагира. Инаку во контекст на Република Македонија, значи позитивностите од овие ниски каматни ставки јас ги гледам генерално преку случувањата во реалниот сектор. Значи ние сме економија, една од економиите со најсолидни стапки на раст. Секако треба многу повеќе да растем и побрзо, меѓутоа сепак на релативна основа стабилни се стапките на раст. Ние имавме 2 години блага контракција, 2009 година и 2012 година, тоа беше само околу 0,5%, че целиот период растеме. Секако дел од овој солиден економски раст се објаснува и преку солидната кредитна поддршка и преку која што се согледува дури ако ја гледаме кредитната поддршка како процент од БДП, значи стандарден индикатор за да се види што се случува со финансиската интермедиација во една економија, дали таа продолжува раст или расте само номинално, ама некако учествува во БДП. Е токму овој индикатор, значи кај нас за разлика од многу други земји, финансиската интермедиација продолжува. Ова е сплет на фактори, дел е секако носителите на политиките, меѓутоа и здравоста на банкарскиот систем, значи ти има доволен депозитен потенцијал, рефлектира нормално доверба во економијата, но и прудентна регулатива и политики кои што се воделе во целиот предкризен период. Значи кај нас ние не растевме со такви стапки на раст како што растеа многу други економии, меѓутоа пак затоа сега и не паѓаме. Така да, значи кога зборуваме за раст, било кој раздали на кредитна активност или на економска активност, во основа треба да гледаме одржлив раст на среден рок, значи да не се фокусираме на краток рок. Тоа генерално и уште една само работа, значи кога зборуваме за каматниве стапки во Македонија, дали колку се ниски, мислам дека во суштина треба да се фокусираме на реалните каматни стапки, бидејќи тие се вистинскиот индикатор. Вие може да имате и каматна стапка, например, ако погледнете Србија од 10% на штедењето, меѓутоа имаат со инфлација од 12-13. Сега ни се, меѓутоа зборуваме нели во контекст генерално. Тоа значи дека има голема разлика и вие во номинални услови немате никаков принос. Значи, кај нас во последниве 2 години реалните каматни стапки се држат околу 3,5% поени, затоа што немаме ценовни притисоци. Од 2014 влеговме во блага негативна зона, што секако позитивно влие врз расположливиот доход. Значи, тоа е битен момент. Значи, кога зборуваме за ефектите, сектор население, например, приходите на секторот население беше споменато, не се само каматите. Значи, ние кога гледаме расположливиот доход на населението, во последниве години продолжува растот на расположливиот доход. А како расте расположливиот доход? Значи, една компонента, извор на расположлив доход се секако каматите. И таму се гледа јасно дека има застој во тоа што населението го добива како камата од банкарскиот систем. Меѓутоа, населението, клучен извор на приход на населението се платите. Значи, кога гледаме масата на расположливиот доход, таа расте, а расте затоа што расте бројот на вработени и растат просечните плати. Сето тоа влие на расположливиот доход. Значи, ако ние немавме оваа поддршка и со овие каматни стапки кои што ги имаме, веројатно и растот во економијата ќе биде понизок, негативни импликации врз пазарот на трудот и по други канали населението ќе имаше помалку расположлив доход. Предлагам да одиме сега кон едни кратки прогнози за иднината, потоа би отвориле една сесија со прашања и одговори, но претходно мислам дека да имаше коментар од оваа. Добро, единствено сакав да кажам дека не сме да оставиме нели впечаток дека сме незадоволна нација, кога беа високи каматни стапки не ни одговара, сега кога се ниски пак не ни одговара.
Едноставно треба да се искористи овој период. Владата треба да ги, па и многу должници треба да ги испитаат можностите за рефинансирање на долгот под поповолни услови. Исто така треба да му се остават да им се остават повеќе шанси на финансиските институции за да може да ги пласираат овие вишоци на ликвидност. Од пензиските друштва се очекува да инвестираат повеќе во странски хартии од вредност, премногу доминираат во нивното портфолио државните хартии од вредност, нешто што можеше и поранешниот и фондот за пензиско и инвалидско осигурување да го врши, значи мора да одат кон малку по ризични инструменти во нивното портфолио. Се согласувам дека ни е потребна и поголема либерализација на капиталните трансакции, едноставно да имаме повеќе избор, а дел од вишокот можно е сосема мал дел да се преленели на пазарот на недвижности, меѓутоа најголемиот дел од учесниците сметам дека ќе ја следат стратегијата седи и наблюдувај. Wait and see. Да. Okay, now we will switch to the final part of our debate, speaking about future expectation, forecast. But maybe, Mr. Giton, maybe you would like to comment something else, or you can jump in with the forecast. How long we will wait for next quarter Fed meetings? How long we will wait for all these speeches from governors of the central banks to announce maybe some shifts in the policy? What do you think? Thank you. If I may come back very quickly on this discussion we just had, I mean, I would like to echo some of what has been said already. In this current situation where there's a lot of liquidity on the market and very low interest rates, it's obvious that there are winners and losers. I mean, to speak very bluntly, the borrowers basically are the winners. I mean, when interest rates are low, and that concerns governments, households, corporates potentially. And but that entails also some risks. I mean, we've seen that during this period, for instance, in the emerging economies, I mean, the corporate sector has been borrowing and overborrowing. There are some estimates by the IMF which show that in emerging economies there is $3.3 trillion which has been overborrowed. So, but this is not the case for Macedonia, of course. But just to give you at the global level that this low interest rate environment can also entail some risks, and I think the Deputy Governor also touched upon this in terms of looking for higher yield assets, which from banks or from other financial institutions, which can be potentially risky. But going back to the development of a local market, and in particular a corporate bond market, I think this is of course something that any economy should aim at, but it should be a gradual process, of course, and the prerequisites are, you know, I mean, sufficient well-known borrowers which can bring confidence to the investors, and on the other side, a strong institutional investor base to start with. I mean, some institutions, a strong investor base, and I think that indeed pension funds and insurance company are the best suited for this kind of, you know, jump starting such an investment on the local bond market. But at low interest rates, it's not necessarily attractive for pension funds, and so they need some expectations of increased interest rates in the medium term. That's because otherwise, in this current situation, I mean, pension funds and life insurance may face some challenges. I mean, this is not natural environment for them. So they need some long-term assets, but also some perspective of good return. So that's the issue, I think.
And looking ahead, maybe on the as you invited me, I think there is a pessimistic view which would say that this is the secular stagnation view, that we will stay in this environment for a long time. There's a more pessimistic view which says we will go back to the so-called old normal situation. And there is a realistic view maybe which is in between, which would say that interest rates are likely to be raised in the medium term, but maybe not at the level that we used to know in the past. Real interest rates globally were more or less at 2%. I mean, broadly speaking, at the global level. Maybe we will not be at that level in the medium term, but the expectation that they will increase, because first of all, we'll have the first move by the US central bank, the Fed. This is expected. I mean, they expect it either by the end of this year or early next year. This has been, well prepared and announced. For the euro area, it will probably take much longer time. I mean, the latest announcement by the ECB show that they are ready to do even more in terms of providing liquidity to the market through other instruments. And so I think expectation for the euro area will have to be longer, later. So, I mean, it's difficult to predict. I mean, it depends on the. But the majority of analysts seem to think that that could be again in the medium term a environment with higher interest rates, but probably not at the level we used to know. I mean, let's say before the 80s, when advanced economies were growing fast, and that's the main, I would say, the baseline scenario. Okay, thank you. Да продолжиме да се движиме во иднината, господин Јовановски. Па вака сега, мислам дека ако се погледнат факторите кои што доведоа до тука, треба веројатно да одиме повторно истите фактори да ги погледнеме и да видиме што тие ќе ни кажат, за да можеме на некој начин да имаме некое или бейзлайн сценарио, што е најверојатното сценарио. Периодот после глобалната финансиска криза од 2007-2008 наваму покажа она што во теоријата е познато, дека ако имате рецесија, проблем во економијата, ако е тој проблем предизвикан од голем проблем во финансискиот сектор, тогаш заздравувањето најдолго ќе трае. Тоа 2008, 2009, 2010 изгледаше како не мора баш да биде така. Во 2015 сосема е потврдено. Значи американската економија за 6 години од тоаш наваму расте просечно 2,2%. За износот на вбризгана ликвидност во американската економија, прашање е дали тоа требаше да биде резултатот или требаше да има некој заздравување кој што ќе беше многу по-робусно, многу по-динамично, многу по-големо. Сега, прашањето прво е, значи, глобалната економија ќе расте, ќе се динамизира растот или нема да се динамизира? Моето мислење тука е дека работите помалку или повеќе ќе останат слични на она што го имаме сега. Барем тоа за мене е најверојатното сценарио. Особено ако тука се земе и она што е факторот Кина, која што пак си прави преструктурирање на својата економија. Од тоа да извезува во странство и да зависи од извозот во странство, да ја зголемува домашната побарувачка внатре, и тоа е драматично поместување за толкава економија. И тоа се случува баш сега. И пошто се случува баш сега, некои економии кои што зависеа од тоа дека Кина ќе има стапки од 9 и 10%, зборам тие што извезувале во Кина, сега ќе треба да живеат со сознанието дека Кина можеби ќе расте 6 или 7%. Тоа автоматски е нешто што после тоа низ целиот свет, низ глобалната економија ќе се разлее. Тоа на крајот ќе погоди некоја фирма од Македонија, тоа не е, мислам, ние не сме пуст остров. Опасност од инфлација јас лично не гледам. Овде е особено интересно нешто што, например, банката на Англија, Централната банка на Англија го разговара, го дискутира во последно време, а тоа е концептот на неискористен потенцијал.
Значи Централната банка на Англија рече дека ако невработеноста дојде до тоа падне на одредено ниво таму кај што било, значи економијата е заживеана и сега веќе треба да размислува Bank of England да зголеми референтната каматна ставка. И тоа се случи, значи падна невработеноста до одредено ниво и одеднаш одлучија дека тој фактор ќе го тргнат од масата и на масата ќе стават нов фактор, а тоа е неискористен потенцијал во економијата. Ова е интересно за мене, затоа што е нов концепт, во смисла дека отвара прозорец, дека економијата може да расте и релативно побрзо, а тоа да не мора да биде придружено со зголемување на каматната стапка. Што е уште еден фактор кој што влијае во насока на тоа дека и по тој основ нема да се придвижат работите кон зголемување на каматната стапка. Зборам се за глобалниот контекст, бидејќи на крајот на денот, глобалниот контекст на некој начин ќе се одрази во Македонија. Друго, 2016 е изборна година во Америка. Јас лично не очекувам, со сета независност на сите централни банки на светот, не очекувам дека ќе се дозволи да дојде до некаква драматична корекција на висината на цените на акциите на американската берза. За да не се влезе со тој песимизам дека работите не одат наарно во изборната година. И затоа мислам дека одлуката да се зголемат каматните стапки беше одложена, веројатно ќе се одложи уште некое време. Тука господјата Лагард од ММФ рече, не сме првата, Јелен на чело на ФЕД, да донесе одлука која што после ќе треба да ја враќа назад. Значи треба се да биде на место за да донесе одлука ФЕД дека ќе зголеми каматната стапка. Сега тоа се да биде на место во изборна година е прилично деликатна ситуација. Што е исто така битно, што за мене беше феномен во изминатиот период, а мислам дека е битно во поглед на размислувањето за еднината. И таму има одредено поместување. После глобалната финансиска криза, имавме еден парадокс до пред многу скоро време, каде што лошата вест за економските движења, дека да речеме на економијата не оди баш најдобро, беше добра вест за берзата. Бидејќи тоа беше сигнал дека затоа што е лоша економската вест, не е толку добра економската ситуација во земјата, ќе има нова рунда на квантитативно олабавување и уште пари ќе се пумпаат во економијата. Затоа што ако се види растот на цените на акциите на американската берза, тој не кореспондира со економското заздравување на економијата, туку тоа е местото каде што во најголем дел завршија парите кои што беа вбризгани во економијата. И сега доаѓаме во зоната кај што се враќаме во нормала, значи дека лошата вест навистина ќе биде лоша вест, а добрата вест ќе биде добра вест. Имавме ние една извртена ситуација во минатот. Во тој контекст, мислам дека сите овие елементи на некој начин помалку или повеќе важат и за Македонија. Во смисла, онаму каде што ние извезуваме, работата нема драматично да се подобри, за да ние онака го почувствуваме тоа во тој поглед. Позитивно влијае на домашната поборувачка тоа што нели плати, пензии и така натаму, и тоа оди кај еден сегмент од населението кој што во најголем дел тој нема да купува увозни производи, ќе купува домашни производи, тоа ќе ја зголеми малце домашната поборувачка, ама јас не очекувам дека ќе прави инфлаторни притисоци. Значи можда нема да имаме дефлација, меѓутоа инфлацијата ќе биде на прилично стабилно ниво или околу она кај што гравитира сега. И сега ако вие немате од надвор да ви дојде ова инфлација, ако внатре немате притисок таков, ако економската активност останува помалку или повеќе таква, она што за мене е најверојатното сценарио за наредните, јас ќе речам 5 години, не години или 2, јас ќе речам 5 години, дека ќе останеме од прилика на ова ниво, дека во одреден момент ќе почне да расте каматната стапка, ама покачувањата ќе бидат мали, постепени, во еден релативно подолг временски период и дека на крајот сепак нема да стигнат до нивоата што ги паметиме од времето пред глобалната финансиска криза. За мене тоа е најверојатното овој сценарij. Стојко, како професор од
не по економија на правен факултет ќе се впуштиш во прогнози или правно тука има некои проблеми? Јас спомнавме Англија, таму се сеќавам временските прогнози беа интересни и вели времето утре ќе биде слично на денешното. Секој ден има интервали на дожд, се разбира. Значи, навистина е неблагодарно да се прогнозира, меѓутоа повеќето фактори покажуваат дека продолжува ерата на ниски каматни стапки, нема инфлацијски притисоци, така што веројатно ќе остане на ова ниво референтната каматна стапка во македонската економија, што значи дека доколку сакаме некакви поместувања, тогаш тоа ќе мора да го направиме во корпоративниот сектор. Погледнете ги, да речеме, берзанскиве движења, рековте дека теоријата тука нели крахира. Не крахира, затоа што политичката криза внесува голема доза на несигурност и дефетизам и инаку тоа би бил одличен вентил за прелевање на вишокот на ликвидност. Додека нема разрешница на политичкава криза, не може да очекуваме некое позначајно, да речеме, заживување на инвестицијската активност и на берзанските движења во целина. Така што, за жал, да речеме, најголем дел од факторите се надвор од нашата контрола, но она што ни останува е да веруваме во оптимизам и добри вести. Така, и сосема на крај, со сите ограничувања на функцијата, што би можела за иднината да каже госпоѓа Бежовска како вице-гувернер во оддел со каматните стапки воопшто? За македонската економија прашувате конкретно. Добро. Значи, во основа каматната стапка, како и што кажав, е функција на макроекономските фундаменти на една економија. И во овој период навистина каматните стапки, односно основната каматна стапка на Централната банка е на историско најниско ниво. И генерално би можела да кажам дека просторот за натамошна акомодативна монетарна политика генерално е лимитиран, што не е случајот само кај нас, туку и генерално зборуваме веќе, значи имаме подолг период со значајна акомодација обезбедена од монетарната политика. Така да можностите за натамошна акомодација се лимитирани. Секако што ќе се случува понатаму со каматните стапки зависи од клучните параметри. Прво, инфлацијата и инфлацијските движења, кои што засега воопшто не представуваат ризик во таа насока, напротив имаме благ пат на цените, кој што во основа не е движен од побарувачката, е движен од страна на факторите на понудата. Меѓутоа, да не заборавиме, ние имаме режим на стабилен курс на денарот во однос на еврото, што укажува дека еден од клучните параметри при водењето на монетарната политика, односно параметар што го дефинира просторот што монетарната политика го има, е состојбите и очекуваните трендови кај девизните резерви. А секако на состојбата на девизните резерви влијаат повеќе фактори, кои што генерално можам да кажам се екстерни фактори и кои што во голема мера се врзани со цело ова екстерно окружување, амбиентот кој што постои, но да не ги заборавиме и домашните фактори кои што беа споменати сега, политичката криза, високата неизвестност, која што практично значи дека може да се креираат притисоци во домашната економија, кои што не базираат на економски фундаменти, туку базираат на буквално неекономски фактори, но притисокот е притисок и ќе треба соодветно да се адресира. Така да за сега тоа би кажала, инаку ние редовно ја преиспитуваме поставеноста на монетарната политика. Имавме во октомври последна седница на Комитетот за оперативна и монетарна политика, на која беше оценето дека за сега поставеноста на монетарната политика е соодветна. При тоа го следиме, значи, банкарскиот систем, движењата, кредитната активност, и доколку оцениме дека во одредени пунктови се креираат одредени нерамнотежи, соодветно ќе ги таргетираме, ќе ги адресираме, без оглед дали тоа ќе биде преку основниот наш инструмент, благајничките записи, или можеби па со потаргетирани макропрудентни мерки. Добро, благодарам на учесниците на дебатата што ја прифатија нашата покана. Исто така
Благодарам на сите што одвоија време што дојдоа. Присуството за нас е многу значено, зашто ни дава поттик како организатори и во иднина да продолжиме со оваа активност. Значи со ова ја завршуваме дебатата. Кафе и вода се послужени во ходникот. Повелете кој има време нека ни се придружи.